Последните дождови покажаа дека мегаломанскиот проект Скопје 2014 станува реална опасност за безбедноста на граѓаните на Скопје и нивните имоти. Во јавноста се презентираше неговата корисност за наводен развој на туризмот во Скопје. Изминативе неколку денови потврдија дека оваа слика не само што не го развива туризмот, туку представува опасност за безбедноста на целиот град. Состојбата на подрумите на објектите околу реката Вардар јасно покажува дека залудно се потрошени милионските суми за изградба на овие објекти. Галиите, насипите и градежниот шут во коритото на реката Вардар ја намалуваат проточноста на водата и со тоа сериозно ја загрозуваат заштитата од поплави на градот Скопје. Ве известувам дека на собраниот отпад во и околу коритото на реката уште денеска градот Скопје почнува да го расчистува. За нас безбедноста на граѓаните и заштитата на објектите околу реката Вардар се наш приоритет. Благодарам, повелете прашање. Што би се случува со панорамското тркало и со спомениците од Скопје 2014, дали ќе има дислокација? Значи, веќе рековме, екипи составени од повеќе надлежни институции утврдуваат протокол за тие случувања. Искуството од само 2 дена дожд врнење покажува што всушност може да се случи, што е големата опасност која што му прети на градот Скопје. Панорамското тркало е стопирано со градба, од него нема потреба градот. Жива среќа е што не е платено, па барем ќе заштедиме народни, државни, граѓански пари. Остатокот од објектите во коритото на реката Вардар се, како што веќе известив јавноста, дел од постапки и процедури кои што се одвиваат натре во администрацијата на градот Скопје и бараме и мислени соработка од надлежни други органи. За нас приоритет е безбедноста на Скопје. Пак ви велам, во моментот кога ќе ги донесеме одлуките, вие сами гледате, можете да мерите да снимат што е всушност заради што е всушност големата опасност од ваквите објекти во коритото на нашата град. Дали договорот со изведувачот бетон за панорамското тркало е раскинат и дали градот ќе плаќа пенали со оглед на тоа што веќе е склучен договорот, а работите се стопирани? Договорот е stornиран за позициите кои што се досега изведени, бетон како и за се во Скопје 2014 е навремено платен. Договорот не предвидува понатамошната фаза на договорот, предвидува поставување на тркалото, сега за сега тоа е stornирано. А докаде е анализата на галиите? Во тек е правната постапка, деновиве кои што се пред нас, надлежните инспекцијски органи на градот Скопје ќе ги посетат собствениците на објектите за да видиме нивната согласност согласно дадените решенија, па ќе ги превземеме понатамошните чекори.